ВМРО ДПМН влегува во фаза на целосна консолидација и внатрешно зацврстување. Освежувањето на партиското раководство носи комбинација од искуство и нова енергија. Политичките експерти немаат дилема дека новите членови на извршниот комитет не се само промена на имиња, туку пресак на состојбите и почеток на ново поглавје. Според аналитичарот Александар Ристевски станува збор за фаза по која владачката партија ќе биде пообединета и поодлучна од кога било досега. Гледаме ново освежување со неколку лица, едно од Битола, го гледаме професорот Филип, тука е и директорот на Царини, уште неколку нови лица. Интересно е да се каже дека овој состав кој сега е во преден план влегува во една генерацијска рамка, да кажеме, на едни плодни години. Гледаме дека најголем дел од членовите на извршниот комитет на ВМРО ДПМН се на возраст од 33-4-5 години до максимум 50 или рани 50, од тоа што знам и од биографиите, од ликовите во самиот извршен, мислам дека само еден или двајца, максимум тројца се на граница 50-51-52 години. Така да гледаме дека тоа е една своевидна структура која е во полна, да кажеме, продуктивна и работна, да кажеме, моќ, но истовремено гледаме дека тука се лица кои имаат долг и партиски багаж. Ристевски оценува дека именувањето на Драган Ковачки за нов генерален секретар, кој го наследува Ѓорѓија Сајковски, е потек што носи позитивни промени во партијата. Драган Ковачки сметам дека може да биде една додадена вредност за самата структура на партијата. Зошто? Затоа што генералниот секретар всушност и не е човек кој треба непотребно или претерано да се експонира во јавноста, тој е всушност оној кој ги влече конците внатре во структурата на политичкиот субјект. После вчерашното заседавање на Централниот комитет на ВМРО ДПМН се укина функцијата подпредседател на партијата. Целта е сите кои претендираат да седнат на председателското столче во 2029-та да имаат иста стартна позиција. Со тоа што позициите подпредседател, кои досега беа 4, веќе ги нема, сметам дека не е некакво зацврстнување или ослабување на некој, туку баш напротив, може би давање една форма на еднаква можност при наредните, да кажеме, избори внатре во политичкиот субјект ВМРО ДПМН, еднаква можност за избирање на нареден председател. Досегашните подпредседатели остануваат во централното раководство, како и координаторот Мицевски, неговата заменичка Дафина Стојановска, пратениците Милошовски, Мизрахи и Елипанова. Во составот остануваат и градоначалникот Пецаков, портпаролката Митева и владиниот генерален секретар Игор Јанушев. Извршниот комитет се зајакнува и со 7 нови членови. Ивица Томовски е новиот организацијски секретар на партијата. Владимир Неловски останува шеф на кабинетот на Мицкоски и во партијата и во владата. Во меѓувреме распишан е оглас за нов председател на Унија на ветерани, Унија на жени и Унија на млади сили. Овие имиња исто така ќе бидат дел од новиот состав на извршниот комитет.